Ветран Петровски е ученик во второ одделение. Инспириран од видео прилогот "Македонските автопатишта станаа конкуренција на Дрисла", на часот по екологија раскажуваше каква еколошка култура има во Македонија. 7-годишниот ученик реши да ги потсети возрастните, оние кои возат автомобили и застануваат да одморат по пат, што значи нивната фрлена пластика. Насекато беше не чисто, по патиштата, имаше кај растенијата, имаше фрлено и храна, вика дека имало и чевли фрлено, дека не треба да ги фрламе на патиштата или на травниците отпадот, не треба да го фрламе, дека така уште позагадена нашата земја. Ветран и неговите другари од второ одделение во основното училиште Браќа Миладиновци во Аеродром се лидери во собирање пластични шишиња во училиштето. Од тука оваа амбалажа завршува на рециклирање. Децата, не само од своите домови, туку за селектирање на отпад ги ангажираат фамилијата и соседите. Екологијата е меѓу првите лекции за подобар живот. Големата кампања меѓу соседите за поголем број донесени шишиња придонесла тие да добијат дури и неотворени шишиња, ни смеја раскажуваат децата. Еден сосед ми даде полни шишиња. Соседите од целата зграда ми носат шишиња, цел балкон, а наредниот ден ќе носам во училиште. Јас носам пластични шишиња за да ги рециклирам. Училиштето Браќа Миладиновци во 2017 и 2018 година собрало околу 1 тон или 22.000 пластични големи шишиња. Ова значи, како еден човек 60 години секој ден да користел по едно шише. Ово училиште е меѓу трите ентузијасти зелени училишта. За тоа добиваат и бенефиции како училиште. Имаме одредени бенефит во делот на техниката, имаме донација на еден добар телевизор, парични средства кои што училиштето ги користи во набавка на разни потребни материјали кои што се потребни за учениците во одделенска настава, а и воедно имаме и бенефит од хигиенски услови, значи добиваме течен сапун. Зелените знамења значат вложен труд и собирање на екоактивности, екоакции, во собирање на пластична амбалажа. Значи сето тоа благодарение на нашите ученици, на пошироката јавност, кои што покажа голем интерес. Учениците како млади генератори на нови свежи идеи ги поттикна сите со своите свежи идеи да се вклучат во овие собирни акции. Најчести прашања на учениците кои што ги поставуваат е колку време е потребно за тоа да се уништи и тоа е долг процес на разложување, нели потребни се околу 100 години за да може едно пластично шише да се уништи. Поставуваат и други најразлични прашања, зошто возрастните фрлаат отпадоци на места каде што ние си играме. Шишињата од училиштето во соработка со Пакомак се откупуваат и се вршуваат во Гринтек МК. На месечно ниво во овој погон се процесираат околу 500 килограми отпадна пластика или годишно околу 6000 тони, што не завршила на зелените површини во реките. Во 2009 година оваа фирма ја доби плакетата најеколошка фирма од градот Скопје. Како производ се добива бала од 5 шишиња и во овој облик се испорачува како репроматеријал во фабриките во Романија.